На пресконференција која се одржа во општината, градоначалникот Димитровски и представници од општината ја презентираа програмата за овогодишното издание на 23-та манифестација Денови на Кочанскиот Орис. Градоначалникот Димитровски истакна дека оваа година програмата е со скратена верзија и ќе трае од 19 септември до 5 октомври. Почетокот ќе биде со традиционалниот избор на жетварска убавица на летната сцена, за кој што конкурсот веќе трае. Понатаму имаме оваа година на место Оризовата Бела ноќ имаме организирано еден хуманитарен концерт за нашиот сограѓанин Даниел, кој што ќе се одржи на 21. заедно со продажба на уметничките дела од нашите ликовни колонии, која што ќе биде јавна, која што ќе се одвива паралелно со овој концерт, и средствата, напоменувам, ќе бидат исто така употребени за нашиот сограѓанин, за неговото лекување. Понатаму имаме театарски представи, имаме активности во делот на културата и завршната манифестација ќе биде на 3, 4 и 5 октомври во нашето населено место Мојанци, каде што ќе се изврши традиционалното зажнејување, вршитбата и прогласувањето на најдобриот земјоделец за оваа година. И оваа година целата манифестација ќе биде збогатена со настап на фолклорни ансамбли од збратимените градови Сиген, Сент Миклош од Република Бугарија и други. Значи, за изборот на жетварска убавица ќе ни гостува Народниот оркестар при Средното музичко училиште Сергеј Михајлов од Штип, заедно со етногрупата Макам Истанбул од Република Турција. Понатаму за крајниот настан, обичајот за жнејување, веќе го имаме Миле Кузмановски, кој што ќе биде дел од големиот концерт кој што ќе се одржи во село Мојанци. Значи, тука секако ги планираме и нашите гости, фолклорни ансамбли и групи кои што ќе ни дојдат од соседните држави, од збратимените општини. Официјални делегации ќе имаме од Полска, официјални делегации исто така имаме најавено од Хрватска, од Полска, од Унгарија. Очекуваме, значи, и од соседните држави, од Босна и Херцеговина, од Србија, од Хрватска. Во делот за посеаните површени со турски орис и закуска на орис од турско семе, како и оглас за најдобар земјоделец, еве што вели раководителот на секторот за земјоделие Владко Минов. Пред неколку години се пристапи кон еден чекор, односно на соработка, во која што дадо придонес многу и општината за донесување, односно експерти со кои што соработката беше со експерти од Турција и се донесува сорти кои што забележуваме дека добро се адаптираат на нашите простори, веќе ги забележуваме првите резултати од кои што се повеќе од задоволувачки. Општина Кочани, значи, смогна сили, издвои средства од својот буџет со кој што обезбедува за една приклучна машина за најдобар земјоделец во општината, што представува уште еден стимул за нашите регистрирани земјоделци да ги покажат своите успеси во производството, односно во оризопроизводството, со тоа што оваа година веќе се средствата поголеми, односно влегуваме со поголема приклучна машина, фреза, која што е една од изразито потребните приклучни машини кај оризопроизводителите. Манифестацијата финансиски е поддржана од општина Кочани, а целата чини близу 3 милиони.